Скандал го тресе македонското судство. Председателот на Кривичниот суд Владимир Панчевски го користел сајтот на судот да постира своји лични соопштенија и според тоа што може да се види, тој не застанал тука. Како што се наведува, судијата Панчевски на официјалниот сајт на Основниот суд Скопје 1 ставил лично соопштение. На ова реагираат другите судии кои сметаат дека тој ја злоупотребил позицијата со објавувањето на приватната кривична пријава против својот колега. Панчевски не ги свати сериозно обвинувањата и смета дека така на сајтот на судот ќе се зголеми популарноста. Тој продолжи да објавува и други интересни детали од неговиот живот. Така на сајтот од судот може да се види дека Панчевски го продава точакот, слики од роден ден, слики од новите чевли, крвни слики и така натака. Краток период имало и слики од одморот на Халкидики, но набрзо ги повлекол, па истите ги заменил со слики од семеен ручек. Злобниците шпекулираат дека Панчевски го направил ова поради недостатокот на пријатели на Facebook и со цел да ја зголеми својата популарност. Од Судската комора на Македонија му сугерираат тој да проба повторно на Facebook и да биде покреативен овој пат. А за утре, 21 декември, беше закажано рочиштето на векот, како што никој не го нарекува. Исто како и судењата за предметот пуч, така и ова судење беше одложено, а за ова одлагање е виновен адвокатот на екс-премиерот Никола Груевски, кој треба да присуствува на работилница. Пробавме да контактираме со неговата адвокатска канцеларија, а оттаму добивме само кратко соопштение. Поради набиената агенда на адвокатот, за жал ова рочиште мораше да биде одложено. Имено тој морал да настапи на неодложната работилница на тема хигиенските навики во казнено-поправните институции во Република Македонија. Оваа работилница оценета како работилница со високо значење и предизвикува голем интерес и надвор од стручната фела, посебно кај елитите на 4 најголеми политички партии во земјава. Инаку тој ќе се обрати со негово излагање на темата предностите на течниот сапун, заблуда или реалност.